Можеме? Ајде. Јас си ветив дека многу нема да планирам периодов и неделава ми е така на не знам. Одлична ти е, значи, недела. Да, бе почнала со некои по така и лични и професионални прашања. Например, јас секој период од животот си го делам на ери, си го насловувам. Неделава ми е не знам. Сега, кој е вашето насловче периодов, па може од таму да фатиме некој замав со прашања. Неделава ми е баш интересна, турбуленција. Аха. Баш така, тој наслов би бил. И дури другите бака со луѓе, нели, со кои соработувам, клиенти баш се во некој хаотичен ред. Хаотичен ред. Да. Да ве Интересно. замолам само малце погласно, чисто за интонација да видиме микрофончињава. Добро. Ама хаотичен ред, тоа значи дека најверојатно бркаат некои успеси. Или не мора Постигнување, да постигнување, да. Да, одредено постигнување, целење кон одредени работи и при тоа не се остварува можеби на начин на кој се планирани, но се остваруваат после одредени препреки. И што е фантастично, затоа што тие препреки не носат кон раст, што значи дека баш онака искуствен период со остварување. И сега, бркајќи успеси, ви од моje лично некое гледиште, бркајќи некои цели, амбиции, дали е тоа со амбиции или ентузијазам, може да направи разликата овдека. Понекогаш се губиме себе си. Пример, јас имам пронајдено како си имам изгубено во самиот тој процес на бркање си некаква цел и веројатно тоа сосем нормален дел од процесот. Како за некој што е изгубен да се пронајде? Да застане. Да, првично треба да застане и да си направи еден рекапитулар на тоа што бара, а при тоа метата секогаш да му биде во видокругот, што значи целта дали ми е таа и зошто ми е ова важно што го правам во овој момент. Затоа што не секогаш правиме нешто што ни е важно, а кога на ниво на вредности ќе се изгубиме, тога всушност ја губиме и целта од пред очи и губиме буквално се што стои на патот. Не го гледаме тоа како искуство кое ни дошло, не попусто, ништо не е случајно, за да излечеме тоа е тоа што добивам од ова искуство, туку едноставно се погубува додека движи мислејќи кон целта, а се изгубила од видокругот целта. Значи ги губиме веројатно на заштото, причината. Секогаш е зошто. Прашањето зошто тоа го правам, зошто ми е тоа важно. Значи секогаш ми е тоа и што ми е важно од сето ова што го преземам, што ми е важно од сето ова што го добивам како знаење. Затоа што ние најчесто остануваме фокусирани кон проблемот наместо кон решението. А во проблемот го нема решението, го има од другата страна. Така и никогаш не можеме да го видиме кога движиме кон проблемот. Тоа е целата работа, кога се губи, значи се и хоризонтот пред нас, а и тлото под нас. И затоа и се губиме. Кога не стоиме стабилно, не сме прицврстени, не сме споени, едноставно се губиме и одиме некаде кај не води патот. Проблем? Низ едукациите, бидејќи проаѓам низ вашите едукации веќе долги години, имате спомнато разлика помеѓу проблем и предизвик. И се толку напорно понекогаш се напнувам да направам разлика помеѓу дали ова ми е мене предизвик или мене ова ми е проблем сериозен кој што јас треба да го разрешам. И сега за двете има некакво решение. Меѓутоа како се прави таа разлика помеѓу предизвик и проблем? Па проблемот е нешто кај што ќе застанеш до зид и не гледаш никакво решение. Тоа е проблем. Веќе тоа е проблем. Кај што бараш решение, божем, бараш, всушност се задлабочуваш во проблемот. А предизвик е нешто што те мотивира да се движиш. Тоа е разликата, тоа е основната разлика. Значи проблемот те спушта надолу, а предизвикот е нешто што ти дава мотивација за да одиш и да освоиш нешто, да стекнеш нешто, да направиш нешто. Значи тоа ме придвижува. И тогаш велиме дека е предизвик. И затоа мене ми е многу интересно што
сега не сум го слушнала долго време, меѓутоа многу го идентификуваат проблемот со предизвикот, а тоа е и како различно. Да. Проблем зид и сега ограничување. Ограничување, да, cool. Но пак ми е тешко понекогаш да направам, бидејќи ја веројатно цело време имам предизвици и како цело време решенија да правам се ова, се го земам од мој некој контекст и проблем. Затоа што си... Како се осеќа тоа со клиенти? Дали е во проблем? Да, или е во предизвик. Кога постојано е во луп. Аха, готово. Значи постојано си го повторува истото и гледа проблем во сето тоа. Значи, а воедно и тука е оној филтер, дали сме од или кон решение. Значи, дали сме од проблем или кон решение. И сега окей да појдам јас од проблемот, ама не да заглавам во него. И повторно проблемот може да биде мој предизвик, ама може да биде ако јас му пристапам на тој начин, а не како немам избор, немам решение, проблем и сега што да правам со ова. Значи, моментот кога малку милиметар само да го пренасочиме погледот, е сосема доволно за да надзирне од некоја страна решението. Е, вака, мене многу ме интересираше, бидејќи прво сакам да ми ја кажете разликата помеѓу коучинг и психотерапија. Мислам дека ве прашав на минатите подкасти истото прашање, ама сакам и тука сега да ја направиме таа разлика. И после тоа луѓето, тоест јас лично имам влегувано многу во анализа на минатото, да цело време анализирам. Леле, сега зошто Ангела вака постапува, зошто Ангела така постапува и некако само на испишување дневник си ги имам направено, окей, знам кој ми е лупот, знам од кај ми доаѓа тоа, супер, све зависи од родители, од тоа, ама некако цело време како содржински да гледав на минатото. И сега и тоа го слушам и кај многу мои врсници, дека окей, вика, јас знам од каде мене тоа ми доаѓа, добро, викам, дај смени нешто, човек, не се како change something. И зошто понекогаш продолжуваме автоматски да ги повторуваме тие некои образци кои знаеме све од каде потекнува, значи онака кристално јасно, меѓутоа цело време сме во некој луп. Тоа ми се случува и на мене моментов за некои други работи. Ама на секој и сега како се излегува тој луп, шо го кажа еден клучен збор кој го повтори низ целиот овој момент. Да, а тоа е знам. Тоа е моментот знам. И проблемот е и супер што си во фаза на не знам во ера. Затоа што проблемот настанува кога ние знаеме. И знаењето е информација. И ние имаме таа информација. И сега проблем настанува што сега со таа информација, а јас да правам. Што значи? Дека искусствено треба да се преработи тоа на начини од каде е дојдено. Супер сме разбрале дека е од родители, сме разбрале дека е од обкружување, сме разбрале дека е од некаде тоа дојдено и образец кој ни се повторува. Што значи? Образец што се повторува е наша навика. Оно што треба да го направиме во тој момент е да направиме еден свич, значи ајде да видам што е тоа што мене ми носи добро, ова не видов дека е окей. Што е тоа што јас треба сега во овој момент да го сменам, за да направам барем еден мал чекор кој ќе ми направи поинаква, значи поинаква навика. Не може да создадеме веднаш, меѓутоа поинаква постапка. Поинаку да постапам, поинаку да се однесувам, поинаку да зборувам, можеби диалог сама со себе. Значи, сето тоа прави да биде различно. Што значи тоа? Дека знаењето не го менува нашето секојдневие, туку искуството низ кое поминуваме и си дозволуваме да поминеме, може да ја направи таа разлика во промена. А оноа што го создава искуството се токму овие наши постапки, наши зборувања, наши навики кои сакаме да ги смениме и ќе си донесеме одлука, прво ќе направиме избор која е таа навика што мене ми носи окей да ми биде денесенот и да се согласам со себе да ја повторувам таа навика, ако ми носи добро. Се што е рутина не носи во
една досада. И досадата, ако не научиме да ја насочиме, да ни биде корисна, тогаш ќе ни биде апсолутно бескорисна и ќе потонеме во одредена состојба. Но кога таа досада ќе ја искористиме за некој истражување, за некое движење, за нешто што баш не придвижува и ни создава некоја креативна енергија, тогаш и текако е корисна. Да, досадата. Да знаеме како да одмараме по некојаш од досада. Да, и да си дозволиме тоа да го правиме. Без грижа на совест. Без грижа на совест, да. Новите генерации, сега тоа ми текна, чисто го правам муабет. Слушам од, не знам, генерација Z и помаливе, не знам која генерација. Леле, колку ми е досадно, леле, имам скрин тајм над 4 сати. Над 4 сати скрин тајм е искрено нешто страшно, застрашувачки според и научни истражувања. Не само научни истражувања, меѓутоа според како се однесуваат децата, вие самите знаете во формално образование и во неформално работите, дека не е нормално да цело време овака 4 сати или на дете да му се дава кога плаче бебе, еве ти не плачи и автоматски се навикнува. И сега во врска со зависности, особено еве сега со дигитализација, со технологија, кој е првиот чекор што можеби родителите и децата би требало да го превземат околу тоа? Вајде, сигурно е свесност да дојде дека тоа е проблем. Да. Меѓутоа, како да се тргне од некоја промена во тој домен? На лично, на системско ниво? Тешко е прашање, има многу фактори и параметри, ама од кај би почнале вие? Па првично е нели здрав темел. А оно што е здрав темел е тоа што ако е семејството нели основата и малото дете е основата, тогаш треба и да знаеме дека до 5 годишна возраст се активни тета-брановите. А што значи тоа? Тоа значи дека само им ги имитираме постапките кои што ги гледаме. Кога ги имитираме, затоа што тука немаме расудување, нели немаме заклучување и немаме свесност. Така што само имитираме и она што ни е сервирано само го повторуваме. И тоа преоѓа во наша навика. И така се генерацииве создадени, веднаш добиваат одговори, немаат трпение, немаат фокус и сето тоа. И велиме немаат фокус, а од друга страна 4 часа, како што спомна, спроведувам нели ги поминувам да скролам, да бидам на тој екран. Што значи дека 4 часа, во тие 4 часа, што корисно направи ти за себе? Во тие 4 часа, како бенефит имам од ова време што го поминав на екранот? Колку јас напредува во овие 4 часа? Што е тоа што ме помести напред во овие 4 часа, веќе во тинеџерскиот период? А во тие мали години, да кажам, да речеме до 7-та година, па и понатаму, тука баш треба да се води контрола е, не знам, за мене е тоа многу ригиден збор, меѓутоа управување. Го користам зборот управување, зошто? За да првенствено родителот управува сам со себе, тоа е самосвест. Самодисциплина, точно знае колку време тој поминува на екраните, пред екраните, колку време му дозволува на детето. Што уште тука е како проблем? Што се јавува е токму тоа што го кажа, поглед надолу. Кога е погледот надолу, ние сме во емоција. И кога сме во емоција, ние бараме чувство на задоволство, одредена емоција која што, нели, сето тоа влијае на хормоните понатаму, нели? Добивам радост, добивам среќа, сум освоил нешто, поен некој и така натаму. И стануваме зависни од тоа. Значи, прво се развива оној диалог сам со себе, постојан монолог, што би рекле, во глава. Оној вокабулар што треба да се развие го нема доволно во првите години развиен, затоа и потребата сега од асистенти и сето останато во образованието. Наредна работа нема комуникација.
А тоа е единствено средство со кое ние се разбираме во овој момент. Да пренесеме емоција, ние можеби ќе покажеме на невербален начин, но многу е полесно кога тоа ќе се извербализира и ќе излезе на тој начин од нас. Веќе зборувам кај поголемите деца. Така што тоа е баш онака тема која што е доста широка тема и доста длабока. За да може да се направи нешто, единствено се останува на нашата свесност. Од комуникација, еве од пракса, зошто луѓето не сакаат да комуницираат? Дали не знаат да комуницираат, не се навикнати да комуницираат? Или пак едноставно не као зашо да искомуницирам, јас знам што мисли тој, таа. И тоа е сериозен проблем, не само не знам родител дете, меѓутоа односи со друштво, односи со партнер, односи на работа, односи на факултет со професор. Како јас знам, знам што сакаше да ми каже, тој носиш како еден суд. Меѓутоа зошто тоа го правиме ние како луѓе, дали има некои можеби научни истражувања или студија? Тука се повеќе фактори. Значи страв од тоа дали ќе ме разберат доволно, на кого да му кажам, што да му кажам, да не случајно најдам на осуда од некого ако тоа го изнесам, да не ме омаловажат, значи тоа е уште во оној период на тинејџерство, да не испаднам смешен. Како се јавува, тоа се јавува, пак ќе се навратам на периодот на детството, на помала возраст, кога нешто ќе каже некој, па ќе му се насмее, нели, на тоа што го кажал и поради тоа доаѓа до затварање. Значи, друго е што не знаеме, од таа затвореност доаѓа до незнаење да искомуницираме, а посебно па кога станува збор за емоции, појма немаме, возрастните не знаат да ги исканализираат и искомуницираат емоциите на децата. Колку ние како возрастни покажуваме емоции пред деца, зборуваме за нив или велиме дури кога ќе заплаче некој, немој да плачеш, доста, ај сега ќе ти дадам бомбонче и така натаму. Нешто што дае за да престане да плаче, со тоа што се стекнува впечаток и она навика дека ако јас се расплачам, тоа не е добро и затоа јас ќе си премолчам. И затоа ниту покажуваат, ниту кажуваат. И тука доаѓа до разединување на воопшто во социјалната средина. И многу им е полесно, тука е екранизацијата, многу им е полесно кога сето тоа ќе го видат, ќе продискутираат сами со себе или ќе напишат некој коментар, па представувајќи се дури како лажен профил, за да го искаже своето мислење и за да исплукаат некого на потреба да излезе нешто од нив. И на тој начин сметаат дека е тоа окей. Не. Значи, основната цел на комуникацијата е разбирањето. И тоа е единственото нешто што не одвојува од овој животински свет, да речам. Значи, комуникацијата е нешто што не одвојува од било кој жив свет што не обкружува. Така што тоа е основното средство. На било каков начин комуникација, нека е, само нека е. Дури велам некогаш и ако не знаете, и на моите предавања тоа го кажувам, ако не знаеш да кажеш која е емоцијата, не можеш да ја именуваш. Значи, за нешто да надминеме е првично да го именуваме и да го прифатиме. И ако не му го знаеш името, значи не мора со тоа име и тоа име некој му го дал. Значи, кажи го некако по твое, важно кажи го. Именувај го, апсолутно. Ме боцка нешто внатре, нека е кактус, мислам нема проблем. Што да е. Само именувај го, за да можеш да го прифатиш и да го смениш. Да, дефинитивно. Со емоции, сега, например, на факултет учиме многу видови теории, емоции, има таква поделба, онаква поделба. Што мислите вие на тоа отприлика? Мислам, дали на вистина има тие 7 основни емоции кои што сите ги зборуваат? Или има многу, или буквално ние како би сакале да ги именуваме така, пошто секоја емоција има нели посебна физиолошка состојба, каде гори, што како. Меѓутоа пак и тоа не е еден сегмент кај што јас осеќам среќа таму конкретно и тоа е тоа. Емоциите, да, емоциите се и затоа има и повеќе поделби, затоа што представуваат движење.
Да. Значи, едноставно тие се движат и не можеме да ги пофатиме. И тоа е тоа и што не движи и што не сопира. Во суштина не движи само во обратна насока. Затоа и не можам да кажам, да, и јас сум за тоа дека има основни емоции и примерни и секундарни емоции кои што се изведени и тоа е факт. Дури и гордоста која што сметаме дека е фантастична емоција, да ја почувствуваме, сепак е и таа изведена емоција и тоа е многу интересно, од позитивна и негативна. Негативната е она од тоа што ќе кажат другите. Да. Нели, надворешниот тоа не брзо за надворешен успех за да добиам потврда за мојот успех, како јас би се гордеела, воспротивно дали би било тоа. А има и една толку едноставна поделба, а тоа е страф и љубов. Следното ми е таа тема која ме читате. Да, страф и љубов, и таа е толку едноставна поделба на се што ни се случува. И мислам дека навистина е тоа суштината на се. Нешто произлегува и е производ од стравот, а нешто е производ и произлегува од љубовта. И тоа е тоа. И секогаш велиме паричката има две страни, стапот има два краја. Значи се е некако биполарно. Да, и така е. поларитета. Да, два поларитета и тоа е тоа. Многу често луѓето љубовта сметаат дека спротивноста на љубовта е омразата, у суштина е стравот. Стравот. Според нели сите тие книги јас што ги имам лично Да. прочитано и според Да. вашите едукации. И сега еве еден просечен секојдневен човек, македонец во светот било кој, секојдневно во тој брз ритам на живење се соочуваме со милијарда стравови кои што и самите ние знаеме дека не се реални. Барем јас и вие. Тие не постојат, не се тука, туку се измислени, зададени од општеството, зададени од некоја блиска личност, зададени од некое минато или многу анализа на минатото. И се како во едно секојдневие полно со страв, пример некој човек е со толку многу стравови, некомуникација, милијарда нус појави понатака, поради стравови милијарда, да не почне нешто, пример многу луѓе јас ќе почнам, не почнуваат од страв за неуспех или било кој. Како да влезу состојба на љубов? Како да влезу состојба на создавање, како да не биде страшно сето тоа? Дали ќе го нападнеш стравот? Како да го нападнеш стравот? Што е тоа што еден просечен македонец, што велам, или еден просечен човек би влегол барем малку да ја осети онаа состојба која што и на нас самите ни е позната во процес на креирање, на создавање, на љубов, на нешто што има поента, што има смисла. Има неколку насоки од која страна да се фати стравот, само никако не е борбата. Да. Никако. Она да го оттргнам, да го турнам стравот, затоа што тука наидуваме на уште поголема отпор, да. емоција, поголем отпор и оно што е најдобро, најфантастично и што најмногу дава резултати, тоа е баш онака да го прифатам стравот. И покрај стравот, значи тоа што го чувствувам, јас да продолжам понатаму. Така што веднаш е страв, храброст, некои велат и храбар си, алал да е, како е храбра и така натаму. Таа не се плаши од ништо, апсолутно не е точно. Значи, храброста не значи отсуство на страв. Храброста значи дека и покрај стравот јас действувам, јас делувам и правам. Што значи тоа? Прегрни го стравот, затоа што стравот има и тоа како силна фреквенција, затоа што кажавме дека се е движење, значи дека емоцијата вибрира на одредена фреквенција и тоа е како силна. И кога е толку силна, ајде да ја искористиме и да не однесе во фаза на креирање. Токму тоа и покрај стравот, јас креирам. Стравот не ме парализира. Моментот кога ќе дојдам во момент на парализа, тоа значи дека баш сум му дозволила на стравот да ме обземе. А стравот е феноменален. Значи, кога ќе кажам така, ќе речат сите вау. Да, затоа што кога сме во фаза на страв, ни се јаво и паника, која што е производ на стравот, и трема, и ни се јаво и тремор, дури свашта нешто се јавува.
и напади секакви, и си викаш во тој момент како да го Што прегрнам поправо? човече кога ме тресе. Да. Мислам, не. Да. Тоа значи момент да застанам. Да застанам и да кажам, окей, ти си тука. И што можам сега да направам за да го искористам овој момент што сака да ме парализира. Ама моето, ако знам дека стравот од другата страна е љубовта, значи јас ќе го гушнам. Нели? Ќе го прегрнам, ќе го освестам тоа дека е тука и окей, дај да заедно да работиме за оваа Ирена, за оваа Ангела, за било која единка. Значи, дај заедно да правиме, затоа што и стравот не е тука, тој е тука за да не заштити. Значи, се се случува, се се однесува за наше добро. Во кој смисол? Во смисол, јас сакам да тргнам и тој вика, тоа наученото, никако таму. А што ако ти се изнасмеата, што ако не успееш? Значи, сака на некој начин да не заштити. Да, многу е гласно. Да, и тоа е погласно од оноа што е внатрешното, што јас сакам да успеам, што сакам да направам нешто, сакам да сменам нешто. Арно, ама тоа се коси со наученото. Веќе добро познато, а за нашиот ум и за стравот, тоа добро познатото е комфортна зона. И е фантастично. И сега моето јас не се чувствува добро, арно, ама ова другово е погласно и ти вика стои застани слепа улица, нели? Во тие моменти кога јас ќе освестам дека тоа стравот, тој е најчесто многу бучен, многу гласен, и јас ќе му кажам, окей, ајде сега заедно да работиме и да ја пренасочиме оваа енергија и да исканализираме, да го направиме првиот и најминиатурен чекор. Јас не треба да достигнам се, не знам, Оскари на популарноста, меѓутоа, ајде барем и најминиатурниот чекор кој ќе биде поинаков од претходното. И на тој начин сме во сојузништво. Да, јас се плашам, не правам голем чекор, но правам и како миниатурен. Така што супер, сум предпазлива, а од друга страна го правам оно што го сакам. И така веќе доаѓаме до некој баланс. Ама не дека е одсутен стравот, апсолутно не. Тоа е тука. Смеете ли да ни откриете некои стравови што вие сами не сте се борели, ама сте ги прифатиле, ви било тешко? И едноставно... Да. Многу се. Да. Многу се. Што ви текна прво? Ми текна уште баш ме врати онака, ке ми надоаѓа сликите од уште од најмала возраст, страв да одговараш, страв за приредба, уште од 5 годишна возраст, јас често, мислам, сум учествувала на приредби, сакам да кажам, баш онака порано беа и слетови на времето. И можете да замислите 5 годишно дете оди на стадион, вау. Оди на бина, на плоштад и тоа би било, или не знам, да кажува стихотворба, онака текст, драмски текст на 5-6 годишна возраст. Тоа биле стравови, ама и покрај тоа сум било едно дете кое што баш се плашало, имало стравови дури и за одвојување од родител, па со повраќање, сакам да кажам, толку силни моменти биле тие на страв, што ми биле фантастични искуства понатаму во мојата професија, нели? Се си е тука со причина. Зашто ја знам до одговарање, да речем првпат кога го освестив NLP, mindfulness моментите кои ми дадоа понатаму подоцнежна структура, затоа што трагав по структура. Јас не знаев што ми се случува, бев толку свесна за тоа што ми се случува. Значи, точно знаев, точно јас ги гледав сликите пред да одговарам нешто, приредбата цела ќе ја видам, играњето, значи буквално имате визуализирано, така? Да, значи тоа е потполно истото и јас го добивам онака како потврда, после тоа ме прашуваат, истото тоа го добивам, сум добивала слики, значи буквално и одговорите до крајниот ефект, еве ти таа и таа оцена, сето тоа, значи ова што е низ моите едукации е буквално мојот живот. Само што дојде структура и верификација со сертификати кои ги бара општествениот систем и начинот на живење. А всушност сите тоа го живееме. Сега јас сум го освестила многу порано од најраната возраст и затоа велам сите тие стравови, дури и настапот на оваа возраст, пред години, десетина години, пред публика, пред луѓе познати кои те знаат, кои се дел од
твојот колектив, пред нив е најстрашно да настапуваш, Да. затоа што ги имате најстрашните осуди и не знам чешање јазици нели за било кој така натаму. И поради тоа баш ми беше најголемиот предизвик онака пред сите познати што ги знам, родители, колеги, колешки, да застанеш на бина, на сцена и пред сите тие да настапуваш, да. И тоа ми беше огромен предизвик, кој во срцето нели ќе ти излезе, ти го чувствуваш тука, но не се повлекуваш туку, напротив, знам дека тоа ми е предизвикот и одам во тоа. Првпат кога ми се јавиан за да гостувам на телевизија, првата покана, јас буквално бев на час, јас држав час и ми се јавуваат и ми велат одиме во живо, дали доаѓате? И јас велам да, без да размислувам. Значи, велам да. И одам и ми велат кај ќе одиш, појма немам. Ми рекоа емисија, да, во живо, идат прашања, супер, ако нека одат. Значи, тебе ти игра стомак, ти игра онака соларен плексус, нели, оној енергетски центар кај што ти е твојата лична моќ. Тоа е баш центар кај што ти се соочуваш со твојата лична моќ и ти одиш таму, те снимаат пред рефлектори, се јавуваат, гледачи те прашуваат и ти онака си кажуваш, си зборуваш и тоа не е дека ти немаш страф и дека си ти си храбар, ама ти го чувствуваш стравот и стравот е сојузник твој. Значи ти од него создаваш креација која те штити на поинаков начин. И тоа е фантастично. Значи, еве, тие некои работи, па и она пионерски баш да настапам, мене сите со НЛП-то кога го спроведе со деца, да работам со деца, тинејџери, родители. Првично беше, например, на тие мастери, кај нас како ќе работиш со тоа, мислам, предрасуди имаш од нивна страна, као не е доволно докажано, луѓе, јас сум жив пример, мислам, јас го живеам тоа. Баш кај што истражував ети во странство, например, тоа си има франшиза уште од најмала возраст, таму си работат со сето тоа. Видов дека соседството го работи и те како. И повторно ти треба онаа вредност како пемпеле сертификат што го бараат и лиценца за работа, иако ти сведочиш на тоа и како родител и како нешто што спроведувам во пракса и во формално и неформално образование, меѓутоа тоа го спроведов и ги држам сега и тие едукации. Да, исто и за коучингот, и тоа е моја програма. Значи сите се базираат на некоја лиценца, не лиценца, туку нешто што е, како го викат, акредитација. Да, ја имам и таа акредитација. Меѓутоа, врз основа на тоа, јас искреирав моја програма, затоа што акредитацијата повторно на некој начин те обврзува со ограничување на слободата. А слободата е моја основна вредност, посебно во делот на едукацијата. И токму поради тоа, значи, и таа акредитација, да, стојам позади, сите акредитации стојат позади мене, но е креација на моја лична програма, базирана на лични истражувања, кои се емпириски ги имам, и лични примери и докази кои ги имам во овие 10 години. Што сметам дека е многу клучно, сега јас сум многу помлада од вас, ама бидувајќи во системот моментално во формално образование, како дел од факултет, многу е неослободувачки да леле јас морам сега таа лиценца или тој сертификат, таа диплома да ја добијам, за да станам еве конкретно во мојот случај добар психолог. Или односно психолог да станам. Во суштина психологијата како наука е многу повеќе од тие 4 години едукација. Да, и што е добар како дефиниција? Што е добар? Да. Затоа што многумина знаат да кажат дали е тој добар. Ама за мене, да, моето добро. Значи вредности. Да. Повторно ќе кажам вредности, кога ти во твојата вредностна рамка, кога знаеш кои ти се твоите вредности. Значи работиме на квалитет, на искреност, работиме на докази на слобода, на екологија, во смисол добро за мене, добро за луѓето околу мене, добро за клиентот, се разбира. Секогаш морални вредности, секогаш етички вредности, значи поаѓаме од такво нешто. Значи тоа е нешто што го гради критериумот за добро. И јас сега ќе кажам, како што вели еден колега, да оноа што е добро, всушност го убива оноа што е екстра специјално. Значи специјализацијата за нешто што брилираш, всушност тоа доброто го убива тоа
фантастичното од тебе што може да излезе. Ние некако се задоволуваме со тоа добро е. Не е добро. Нешто над остварување на некој извршен потенцијал. Значи фантастично. Треба да биде фантастично. Треба да биде нешто неверојатно. Тогаш велиме дека навистина. Ја го имам примета на тоа дека не секој човек, не секој индивидуа сака да има она да талка по не некој успес и амбиции, туку едноставно да биде подобро од тоа што е вчера, за него самиот. Да. И тука го гледам тој надприроден потенцијал кој што сметам дека според мое мислење и според мислење на многу луѓе што ги имам слушано, дека човекот има таква потреба внатрешно да биде он подобар од вчера. И не е тоа мозокот, леле, треба да го смириме мозокот, дека треба да останеме во онаа комфорт зона, како што многу гура, мислам дека тоа го прават како со медитации. И тоа нешто надприроден потенцијал. И тоа истото мислење, како доказ за тоа ми е дека ние се разликуваме од животните. За тоа 1-2% пример од мајмуните, знам дека сме слични со мајмуните, 98-99%, меѓутоа разликата е во нашиот мозок, во размислувањето, комуникацијата и слично. И сега моето прашање дали е окей тоа што го мислам, кој е моето окей нормално на крајот од денот, меѓутоа дали е правилна насока на размислување, дали да биде фантастично, не да биде добро, бидејќи јас лично не сум задоволена со тие некои мои добро е. Не, ајде, што е следно, што е пофантастично од фантастичното? Да. Како гледате вие на тоа? Оно што е твое, што се твоите потенцијали, доброто може да те убие. Во тој смисол. Да се задоволам со тоа дека окей, добро е, и тука да застанам, како што го кажа и на почеток, формалното образование тука завршува и добро е, јас и знам, супер, таман сум. Но, тоа е добро е. А оноа што е фантастично е тој мој потенцијал. Значи, јас тука не сум го искажала мојот потенцијал целосно. Што е исто така добро. Луѓето ќе ја завршат својата кариера со пензијата и добро е. Сега ништо, мислам, онака. И после што прават, чекаат внуци да дојдат и да чуваат внуци и не знаат што со себе. Значи, им станува една рутина, едно клише животот, мислам, ништо конкретно освен внуците, ако не им се тука па за анимација и викаат се преродив. Што потоа? Значи, тебе животот не ти застанува со твоето пензионирање, твојот живот не застанува што толку може би да имаш. Така е, отказ ако ти дадат од работа. Дури на 25-6 години, на 30 години, леле отказ, дој сега што ќе правам, супер за тебе, сега е моментот твој, сега твојот потенцијал и сите капацитети кои ги имаш ќе излезат на виделина. Ако дадеш дозвола, ако не се задоволиме со тоа, добро е. Значи, јас имам уште многу да му дадам на овој свет. Што уште не враќа? Напомена, споредбата со себе, да, и тоа е нашата природа, но ние што правиме? Ние стануваме зависни од надворешниот свет и од тоа потврда добивање од надвор. Дури и игриците се тие, поени добивам, парички добивам, што да е собирам. Страшна психологија, да, значи тоа е да. Истото е и со да речем уште со образовниот систем, нели? Целиме кон оцени, така е, да бидат повисоки оцените, затоа што не вредам ако добијам таа и таа оцена. Како не си како овој, како си како оној. Во семејство ако се споредуваат браќа, сестри или јас, дури родител, не мора да се браќа, сестри, не мора ни да има нека единец. Јас кога бев на твои години, мислам, и така натаму. И сето тоа прави зависност од споредување. И по тоа што правиме? На социјалните мрежи гледаме, го достигнуваме нашиот идеал споредувајќи се со оној другиот. Женскиот дел се споредува со тоа колку има ботокс, филер, нешто додадено, плюс машката популација веројатно се споредува со тоа кој колку постигнал во теретана, па мускулатура, па изглед на тело и така натаму. Што значи станавме зависни од надворешниот изглед и тука се изгубивме себе. И сметаме дека ако на некого тоа му е навистина негов потенцијал и тоа е неговото, оноа моето зошто сум јас тука, моето зошто, сметаме дека и на нас треба да ни биде тоа.
И ние всушност се оглушуваме на себе и се вртиме кон некој X фактор надворешен. И затоа сме сега во оној, ако на почеток ерата што ме праша во оваа недела, баш тој хаотичен ред, тоа е тој хаотичен, само хаотично безредие тука станува. Барајќи го редот во себе, се губиме себе. Да. Уствари екстерните фактори кои што ни влијаат на интерното. И се почесто оди натака светот со целиот тој конзумеризам на светско ниво. Да, и тука тоа е тоа, ја губиме поентата наша. Јас сум секогаш 2 дена не јас сум тоа го кажал некој пред мене што е многу попаметен, меѓутоа јас сум го земала како моја максима. Да. Ствари таков ни е мобетот. Темели на некој што претходно ги составува темелите. Да, апсолутно. Само сме го освестиле тоа, затоа што ние многу знаеме, но колку освестуваме и колку живееме по тоа. 2 дена се важни, особено важни во нашиот живот, а првиот е денот кога сме се родиле, а вториот е денот кога ќе дознаеме, кога ќе сватиме зашто сме се родиле. Тоа не беше од книгата кога втор пат имаш... Го има и таму спомнато, да. Значи, тоа е нешто што не движи нас. Кога тоа е многу длабоко. Ние може да кажеме, опа, тоа сум го слушнал, мислам ништо ново. Ма супер, ние се сме слушнале. И тоа е проблемот со тоа, јас знам. Но колку јас со тоа го живеам, колку јас со тоа живеам и колку јас од тоа живеам. Дали ја живеам од конзумеризмот, да бидам виден, да бидам слушнат, ама како другиот звучи, нели? Па да бидам сличен на него, па правиме некои бледи копии. И како ќе знаеме колку сме успешни? Па според нашата автентичност. Нашата автентичност ја препознаваат луѓето. Но можеби некогаш е бавен тој раст, и бавен е растот обично каде што се работи за вистинска вредност. Нешто што добива веднаш експлозија, тоа е некако, барем до сегашното искуство кажува, дека осудено на и брз пат. Да. И тогаш боли. А за да биде нешто одржливо, може би растот оди бавно, но оди вистински. Затоа што е заснован на вистинска вредност. Не е заснован на конзумеризам, на модернизација, на оноа сега што се бара во овој момент. Да, наше е да го адаптираме за да се доближиме, но не бегајки и никако не газајки на сопствените вредности. Многу луѓе можеби не си ги знаат своите вредности за да знаат дали ги газат. И ја мислам дека имаме некој длабоко вкоренет морален компас кој што не движи. И сега многу често мислам е како луѓето, пример, луѓето што убиваат, што нанесуваат со намера лошо кон другите. Дали они го имаат едноставно како немаат морален компас, како немаат грижа на совест? Мене тоа многу ме јаде како прашање и не знам, и филозофирам на филозофски на факултет, имам изслушано милиарда подкасти, ама дали како уопште го имаат изгубено тој морален компас низ животот? Дали стварно има луѓе што не осеќаат грижа на совест, што ги прават тие лоши според... Па да, се некои лоши работи за општеството, војни еве на пример. Пак тоа за да избувне војна или за да избувне некој да убие некој друг, тоа не треба да си толку изблокиран од емоции, од грижа на совест. Од каде? Зошто? Па пак е, може да е повторно страф и љубов, ако одиме на такво нешто. Да, повторно се враќаме на тие емоции. Страф во смисол да не ми ја завземе територијата. Не можеме да најдеме соодветен јазик, јас немам емпатија. Што ми имам страф, значи мене тоа ме блокира. Што стравот постојан стрес предизвикува, а постојаниот стрес што е? Бори се,
бори се, самиот збор ти кажа, или бега, и затоа се јавува конфликт. Значи немаме разбирање, немаме комуникација, не можеме да најдеме заеднички јазик, а не можеме зошто? Затоа што не сакаме, затоа што не може нешто да не може. Едноставно не може. Туку има сакам или не сакам. И сега ако не сакам, друга солуција ми е, ова е единствениот начин да се разбереме, или со сила, што даваме сила, што имаме употреба на сила, по автоматизам имаме одбрана од другата страна и на тој начин се јавува конфликт. Не се освестени тие емоции добробитот. Значи тоа се научени повторно образци на колективно ниво, каде што нели од секогаш постоело што од племињата. Да. Морало да има некој што е лидер, некој што се истакнува. И тогаш уште, за да бидеш ти лидер на племето, како племенски старешина, ако не се согласува некој со некого, иако не била, да речеме, вокабуларот може би развиен тогаш, меѓутоа со одредени постапки не работиш за мене, тогаш си против мене и ќе бидеш исклучен од племето. И сега, тука се јавува удоволувањето како феноменална дисциплина, повторно, кај нас, која што е производ и како веднаш на стравото. Значи, удоволувањето, и така се јавувале шпиуните. Кога одиме во време на војна, на конфликти. Значи, удоволување, и ги застапувам и едните и другите интереси. А која е основата позади сето тоа? Стравот. Повторно е стравот, кој се јавува повторно да ме заштити, за да преживеам. И кога јас сум во фаза на преживување, тука емоцијата каде е? Мислам, емпатијата, емоцијата е стравот, ама ја нема емпатијата, затоа што јас преживувам. И тука се губи префронтален кортекс, апсолутно табула раза, туку гледаш да преживееш по секоја цена. И тогаш се бориш, газиш, значи или ќе, ако не бидам победник, ќе бидам поразен. Тоа е тој мот. Што правиме со егото, например? Дали егото е со стравот некако поврзан? Како го дефинирате? Па ние имаме повеќе ега. Да, и пример, егото е нормална појава во секојдневието. И сега, пример, окей, поаѓам од его, ама ајде да видиме ако е од его, како тоа би ми го користело во секојдневните ситуации, бидејќи цело време ако пораѓаме во љубов, во секојдневието денешно, не може да се успе. Меѓутоа со малку доза на его, мислам дека е потребно. Како не штити егото? Егото е многу здраво, не би го имале. Ако не. Но она што е важно е кој управува, со кого. Значи, повторно тука го поврзувам тој момент, да забележиме кога ние действуваме од его, а кога действуваме од тоа што сме ние. Значи, тој его-трип, ја што викам, што си го имаме, беше фасцинантно кога на моите едукации, баш додека трае едукациите, имавме едно вклучување во лайв на Инстаграм, изборувавме баш за жртва беше конкретно темата, односно манипулација. И јас помнав дека дури и жртвата е его. Тоа е баш онака. Како може да биде жртвата его? Па и како? Мислам, тоа е една од улогите. Тука и спасителот. А тоа е феноменална замка на секој еден што се занимава со хуманистички науки. И тоа е, па јас сакам да им помагам на луѓето. Мене ми беше исто тоа прва онака, зашто дадов отказ и од формалното образование, па јас сакам да им помагам. Сакам на сите да им помогнам, а тоа јас сум заблегувала во сосема. Друга е го улога, а тоа е спасител. И тоа е тој триаголник и нели сега она жртва, излегуваш од жртва, одиш во спасителска улога, да ги спасуваш сите. И пазете, ако не доаѓа никој да ви побара помош, вие одите, влегувате, повторно се враќате жртва, значи јас се направив, ова правам, она правам, вакви едукации, така. Никој не ми се пријава таа жртвата. И потоа одите во прогон. Значи ги прогонувате луѓето. И како дури некој нема да ви побара помош и тука одите, ма чекај јас да ти кажам. Тоа е, значи тоа е суптилно
ние него ни забележуваме тоа, ама имам потреба да му помогнам. Имам потреба да му кажам, абе човече, кој те праша? Ама ти едноставно сакаш. И тука ти се испреплетуваат тие улоги на егото. И наше е да ги идентификуваме. Значи, ова се само една од улогите. Па имаме тука родители, па имаме тука деца, па имаме тука рането дете кое знае да излезе. Па имаме, мислам, навистина се многу улогите. Оно што е важно е да знаеме точно од која улога ние настапуваме и дали е тоа баш тоа егото што сака да не втурне во некоја улога, или сме окей со сето тоа, го препознаваме и повторно заедно одиме, затоа што ако одиме сега, ајде малку ќе свртам и на архетипови, ако имаме, да речеме, ако сме во улога на спасител, окей, па тој е архетип. Значи некои го викаат его, некои го викаат архетип, значи има многу така како го нарекуваат, да. И ако одиме од тој архетип на спасител, чекај, па која е добрата страна на спасителот? Значи да, спасува, навистина спасува, меѓутоа кога го спасува, оној што ќе побара помош. И не нужно го спасува тој, туку тој само е еден глас кој му дава одредена насока како да се движи. Значи, буквално како да фрлите гума, а тој самиот се спасува. Значи, не сум јас нужно тој спасител, туку преку мене се некој прави нешто. Значи, јас воопшто не сум тоа. Јас сум каналот. Да, најчесто забележувам, луѓе јас јам забележувам, дури ден денеска се забележувам како некој кој нема да побара совет, туку така го давам или туку така го давам, не знам, еве раскажам, ќе ме прашаат за нешто и како помина ово или што ти се случуваше изминатиот период. Јас раскажувам она ентузијастично шо како, имам огромни цели, така и ги споделувам. Ама знаеш, ова направи, јас сум извинете, не ви побарав помош. Не побарав мислење, само споделив моја приказна. Дури се лутат луѓето. Извини, дивече, ама јас сум искусен, сум као чил. Тоа е повреда на егото. Така. Така. Тоа е страшно фасцинантно, кога ќе сватам јас прво на мене, значи, окей, прво јас како сум се осеќала кон мене, некој тоа би ми го кажал, никој не ми го кажал. Да. Чудно. Ама јас кога го кажам, не, јас како би ти кажам. И тоа е... Да, затоа што луѓето се идентификуваат, лично ги... Да, лично ги сметаат сите работи што ќе им се кажат и што ги направиле. И нешто што ќе направат, тоа го сметаат како нивно лично дека е, се буквално како да е дел од нив. И нивниот идентитет. Сега, кога идентитетот, дури, замислете, замисли, дури и ручекот, кога ќе се направи нешто и сега ако не пробаш, и родителот што прави? Мораш да пробаш, ако не пробаш, ќе ме навредиш. Што значи тоа? Ручекот сум јас. Не. Ручекот е ручек, ти си ти. Ти само го направи јадењето, меѓутоа воопшто ти не си ручекот. Така што, тоа е тоа. И сега фактички кога некој нешто ќе ми каже, тој од негова гледна точка смета дека е најдобро. Од негово искуство, а и не мора да е лично, може да е информација прибрана од страна. И кај некого дала резултат, само тој ја пренесува и смета дека и тебе тоа ќе ти помогне. И сега јас велам, добро, јас не ти побарав мислење, и тука доаѓа до навреда, па моето мислење сум јас, значи идентификација. Јас сум мислењето, тоа е тоа его. Јас сум мислењето, не. Ти не си мислењето. Да, дури толку не само што се мислењето, ама не се отворени за ново мислење. Затоа што знаат. Затоа што знаат се. И кога јас знам се затворам за да научам нешто ново. И тука нема раст. Секогаш е така. Во моментот на јас знам, јас не растам. Јас знам, ама се отварам за да научам нешто ново, за да научам нешто корисно, да го проширам тоа што го знам, да го продлабочам тоа што го знам, да го применам тоа што го знам и да сведочам на тоа знаење, на таа информација, тука веќе можеме да зборуваме за мудрост. Да, мудроста како едниот најубавите. Да. Како ги беа качества
да по личност на психологија шучев на предмет. Креирајќи брендот за подкастот и сето тоа изминативе година и пол, имав една многу интересен период како ствари јас си ги пронаѓам вредностите сопствени, кои што беа здравје, искреност и разбирање. Добро. И разбирањето како многу клучно нешто за... И сега поаѓам од вака е мојата глава. Прво ќе викам здравје, сите тие холистички пристапи. Ментално, емоционално, физичко, духовно и средината. Средината во која што сме. После тоа викам, окей, за да јас имам здравје, морам да бидам искрена кон мене. Ангела, ако не јадеш здраво, дај пробај нешто или направи го тоа на поздрав начин, нема да бидам на искрен диалог, искрен монолог со сам себе. Ама и за да имам искреност и да ги имам сите тие уведувања, потребно е разбирање. Разбирање кон себе си. Како се разбереме, можеби понекогаш себе си, бидејќи јас сум имала привилегија да идам на кај вашите курсови веќе многу години. Мене тоа ми многу помогнато во некои мои сопствени процеси да сама се водам низ мои процеси. Меѓутоа луѓето немаат едукација, освен тоа да се запишат кај вас на едукација. Да, добре дојдени се. Како можат да си помогнат да се разберат? Што да прават? Прво да се слушнат. Да научат и да умеат да се слушаат. Ние многу често мислиме дека се слушаме и баш ти се надоврзуваме убаво на претходниот муавет, да прегласно зборува тоа внатре во нас, што е и најчесто кога прегласно зборува, ние не се слушаме. Од суштина не се слушаме. Слушаме некого. Слушаме некого, можеби е тоа некој лик од порано, од детството, можеби некоја информација слушната, но тоа е тоа. И тоа е основното нешто за да можеме, значи прво да се слушнеме за да може да се разбереме. И сега кога ќе се слушнеме, да направиме идентификација на кој глас го слушаме. Значи, тоа што го кажав, чиј е тој глас и од каде доаѓа тој глас, дали е тивок и суптилен, дали е преглас. Кога се повторува, значи баш тоа е тоа активно слушање. Ние зборуваме другите да ги слушаме активно, но колку самите себе се слушаме активно. И да го слушаме и нашето тело, не само нашиот, говорот, диалогот натре или монолог, како сакаме, туку и да го слушаме нашето тело, да го следиме нашето тело. Ние многу сме оттуѓени од нашето тело и го скврнавиме на било каков начин. Го малтретираме нашето тело, а всушност тоа е единственото нешто со кое сме дојдени тука и кое не вози низ животот. Значи, треба да му бидеме и како благодарни на ова тело, кое ни овозможува да поминуваме низ сите искуства што ги имаме тука. Така што, навистина треба да бидеме во контакт со себе. Тоа е тој контакт со себе. Да забележиме каде, супер, ке каже некој, слушај се себе, слушај го нашето тело, да, супер, ама што од тоа кога слушам јас нашето тело, па ќе одам на лекар, ме боли глава, ќе одам на лекар. Ти изедам сите чоколада искрено сега момент. Тоа ман ми е, нели? Арно, ама што нешто ни зборува, што кажува, тоа, да. Главоболката не дошла случајно, значи таа е од некаде, е производ од нешто што ни се случило и само не враќа кон себе. Значи буквално се што ни се случува не враќа кон себе. И оно што го кажа, тоа е баш тоа поврзано со твоите вредности, првенствено здравјето, и многу луѓе често знаат и да си посакаат, нели? Најважно е здравје. Значи здравје пред се. Супер. Тоа е дел од здравје. Како до тоа? Значи да го слушам јас моето тело. Да видам што се случува со него, дали ми е окей во него, престојот во него дали ми е окей. Ако не ми е окей, што точно треба да сменам во него. Значи, нешто ако ме релаксира, па зашто се тргам од тоа? Нешто ако ме боли, зашто одам и го правам тоа што ме боли? Нели? Нешто што е, да речеме, одредена болка во смисол за мое добро, како, например, стекнување
цврста Вежбање, мускулатура, нели, односно не ми е целта да стекнам ја цврста мускулатура, туку да добиам здрав скелет, да добиам здрава мускулатура кој го држи тој скелет и ми помага здраво и цврсто да стојам на земја и да се движам, тоа е окей, тоа може да биде и движење, пешачење, било каде, значи било што, било која активност. Затоа и ни се дадени овие екстремитети, всушност целта нивна е да ги движиме. Да, се оноа што не прави мрзоволни, многу често е исто и тоа е интересна работа. Мрзата. Мрзата е само изговор, значи мрза како мрзо не постои, тоа е измислен термин апсолутно. Ме мрзи, па затоа не почнав тоа да го правам. Не, тоа ти е изговор, само дека не сакаш да се мрзлив сум што да правам. Да, идентитет. Не може, мене тоа мрзлив така. Да. Леле, човече ме мрзи. Како бе, викам, ја милион работи направив од собајле, викам, тебе те мрзи тука. Да, тоа е всушност, не, тоа е изговор за да не се покренам, прво. Исто за здравјето врзано. Врзано е тоа што посакуваат здравје и пак ќе кажем што правиш ти за твоето здравје. Колку пати да речеме ти денес си прошетал, си нели си направил некои прошетки, од колку километри биле тие прошетки, нека се и метри. Си продишал, да речеме. Ја истото го мислам и за не само за здравје кој ќе си посакаат, а например ќе дојде празник, не знам, прочка, ајде сега ние да се простуваме, дали само денес да се простуваме. Или например одат луѓето во црква за да Господ им прости за нивните гревови, а при тоа они сами се немаат простено и додатно кој ќе кажат, окей, Господ ме чува или ќе одам во црква за, не знам, за здравје или за било што. Излегуваат од црквата и првото нешто што го прават е контра од тоа што што велат дека го живеат или што велат дека пример не ја живеат религијата. И мене тука ми е имам осетено страшна иритација кај што не знам, одиме во црква, све супер, зборуваме за разбирање, се молиме, одлично, супер, go for it. Се доаѓа после се излегува надвор од тој храм и едноставно тука е ниту разбирање, конфликти и покривање по зависности, алкохол, дрога, такви работи, при тоа кажуват не, јас сум христијанин или било што. Не само за оваа религија, меѓутоа за сите така некако. И не се водени од моралниот компас. И тоа е некое моје увидување за истото, за создравје, буквално е побивање на самите себе. Да, баш е така. Побивање на самите себе, од една страна велиме, значи, не сме согласени со себе. И тука доаѓа до конфликт на сами со себе, доаѓа до куршлус некаде во организмот, знаеш? Затоа што едно зборуваме, друго правиме и најчесто е денес така. Да. Некако. Дори многу зборуваме, малку правиме, според мене. Да, многу зборуваме, малку правиме, баш е така. Повторно е тоа, сите знаеме. Ние се си знаеме и нема потреба од правење затоа што си знаеме. Знам што треба да направам. И толку. И на тоа се завршува. Исто е, значи и со религијата, исто и со здравјето, оно што треба секој еден од нас да го знае дека што и да е тоа, Господ, Бог, виша сила, не знам, универзум, што да е во нас. И ако е тоа во нас, ние секаде го носиме. Каде и да одиме, тоа е тука. Значи, буквално е во нас. А тоа е само, како да кажам, еден дом, еден храм или една институција за здравје, ако сакате, каде што ние одиме за да добиеме некаква потврда за нешто, а инаку е во нас. Така што не ме прави поверник или не знам, морален, ако одам, не одам, или ако одам, па после тоа користам пцости, вулгаризми и ред работи кои што се апсолутно се косат со сето тоа. И затоа велам, кога ние го имаме тоа во нас, тоа е тоа. Знаете дека ми имате помогнато во најтешките моменти, преку вашите коучинзи и едукации. Дури кога не сум одела на вашите едукации, ќе ги извадам материјалите и рефлексија, секој пат сум доаѓала на некои многу нови увиди. И како може ако луѓето сакаат да имаат такви некои увиди,
Каде можат да ве најдат? И како можат да ве најдат? Што правите суштина вие во пракса? А многу правите во пракса, а малку знаат. Многу малку знаат. Да, очигледно, затоа што можеби, не знам зошто, така треба да биде, ништо не е случајно. А што правам? Да, многу работи. Може да ме најдат прво на социјалните мрежи, нели? Секако Ирена. Ќе оставам доле. Да, ќе ставиш irena.d.hристов. Facebook, Instagram, не знам, еве сега во подготовка е и вебот, инаку е досегашниот е Invictu, а сега си Ирена Христов, така што еве ќе се лансира кај да е тој. Работам на три основни сегменти, три основни насоки, а тоа е секогаш е едукација, затоа што еднаш едукатор, секогаш едукатор. Нели? Првиот дел е оној и сето тоа оди под IDH методологија, која што тивко ја зборував, а сега баш гласно веќе ја проговорив. Затоа што тоа се едукации на мојата 30 годишна пракса, 21 во формално образование, сега веќе и надвор во неформалното образование, каде она пракса од преку 20 години со тинејџери, со млади родители, не сакав да згасне. И првиот дел е токму тоа. Значи, врз основа на емпирија, на докази од пракса, е базирана целата таа програма и методологија, каде се застапени и НЛП како методологија, и mindfulness, и коучингот, така што едукаторите, тренерите и фасилитаторите од ова IDH методологија може да си се пријават, да си се најдат и првенствено кај мене сите едукации се работа на себе. Затоа што ти да смениш било што не можеш да го смениш. Првенствено и единствено можеш да се смениш сам. А потоа се менуваат околностите. А треба да поминеш низ одредени искуства, значи не од јас знам, мене мислам исто така многу интересни, ова морам да го споделам, кои ќе се јават да се информираат за едукациите. И има едно интересно искуство. Да, јас сум била на тие обуки, сум ги посетила тие обуки, сум ги посетила. Супер е тоа. И јас се уште одам на обуки, мислам, таман работа да застанеме. Не, ништо, јас само ги оставам, тоа е окей, затоа што не можете да му докажете на некого. Оно што е многу интересно е токму тоа, јас знам. И ова ми е познато. На тој начин не дозволувам искуствено да поминам низ едукацијата и да создадам ново искуство. И тие некогаш се пријавуваат, некогаш не. Значи, првенствено кај мене е процес на промена на себе. Процес на примена на себе, за да потоа знаеш ти кога им зборуваш на деца, на тинејџери, посебно на родители, тоа е навистина најосетливата материја, ти точно знаеш ни што поминува тоа дете. Ти точно знаеш што правиш конкретно. Не е теоретска основа јас да исчитам одредена вежба. Значи ти треба да проидеш низ вежбата, да знаеш што се случува, низ кои процеси се поминува. Значи, тоа го нудам јас на сите мои едукации. Вклучувајќи и оваа за едукатори, тренери, фасилитатори на млади и родители, која што е итекако барана, потребна и е потребно храброст да се приклучиш на оваа едукација. Не може секој да се разбереме, значи треба да имаш основни познавања и вештини за работа со оваа популација. Значи многу е лесно да се кукаме, но треба да превземеме. И токму тоа го нудам, ако сакаш да превземеш, повели кај мене на таа едукација, да. Вториот дел, вториот столб е енергетскиот дел, каде работиме на енергетски и емоционални центри, каде креираме, значи, одредена реалност која сакаме да ја видиме. Тука се баш на енергетските центри и емоционалните центри, почнувајќи од првиот до седмиот, кој што си ги знаеме ние вака како енергетски центри, но таму има едно чудо емоции и едно чудо образци и уверувања кои ги носиме и на тоа работиме. Тука и финансиската алхемија, например, а ќе има тука уште доста. Рестартот, например, и тоа е дел од тој столб и оној столб, коучинг столбот, каде што се обуки за едукатори, односно за коучеви, кои баш може да работат еден на еден, и дел кој што е за индивидуален коучинг,
каде јас работам еден на еден. Така што имаат навистина многу корисно. И ме прашај уште на почеток која е разликата помеѓу коучингот и психотерапијата. Разликата е тоа што коучингот е насочен кон решението и бараме секогаш чекори што водат кон решение. Сега јас имам и психокоучинг, значи и психокоуч сум, така што одиме сегментите кои што ги рушат работите, односно не дозволуваат да речеме да дојдеш ти веднаш до решение. Значи ја гледаме базата која е, јас како коуч ја гледам базата, но те насочувам да го најдеш решението. Да, точно ја гледаме спрегата која е помеѓу минатото и иднината твоја, односно решението. Така што не заглибуваме и навлегуваме во тие анализи за да парализираат, туку се движиме кон решението со јасни насоки и после секоја коучинг средба, секој кој е кај мене клиент си добива јасни насоки, значи увидите од самата средба и јасни насоки за понатаму до наредната наша средба. Фала ви многу. Се гледам некој следно издание. За многу брзо. Ќе биде. Супер, ти благодарам. И честитки за првата емисија официјална. Јеј. Успев, кажав до 20 јуни. Утре 20 да. го пуштам. Супер. Колку време е? Сат и нешто. Вау.